Веројатно ќе се зачудите зошто по заминувањето на папата го враќам папата во Македонија, односно Ватикан. Сосема известно за оние што се следбеници на ремек делата на Груевски дека ќе се присетат на големото попрсие на цар Самуил на Скопскиот плоштад. Каква имаат врска Ватикан и цар Самуил? Што е тоа што Ватикан е значаен за македонската и овдешна балканска историја? Во какви релации се Византија, царот Самуил и Охридската архиепископија? Што се крие во тајните одаи на Ватикан? Мој вечерашен гостин е универзитетскиот професор и историчар, византолог, што е инаку прилично ретка област во меѓу историографите, Митко Панов. Добро вечер, благодарам што дојдовте. Добро вечер, благодарам за покана. Професоре, многу индикативно е што непосредно пред доаѓањето на папата издавачката куќа холандска Брил ја објавува вашата монографија Ослепена држава. Што е најважно, тоа е на англиски јазик. Малку потоа ќе разговараме и за детаљите околу финансирањето и вашиот предизвик. Најпрво објасните зошто ослепена држава? Па, ослепена држава дојде природно, бидејќи истражувањето за цар Самуил трае, може да кажам, повеќе децении моја преокупација, а во фокусот е последните 5 години, откако добив покана од уредниците на Брил да напишам монографија специјално посветена на Самуил, бидејќи нема таков тип на монографија на англиски јазик објавено во светски рамки. И од тука почна мојот интерес во смисол на деконструирање на одредени настани процеси, бидејќи почнав од една логична предпоставка дека Самуил е замаскиран фактички, почнувајќи од Византија, па сите тие интерпретации подоснежни. И она што го имаме денес на располагање во севкупната историографија, дали македонска, и балканска и светска, го имаме како напласти. Напласти од конструкции, интерпретации, и мојата задача беше, она што си го поставив е да еден слој по слој напласти ги симнувам, за да дојдам до она суровата слика за Самуил, каква била, колку што можеме ние, нели, од сегашна перспектива да го реконструирам. Професоре, архивите на Ватикан за македонските историчари, воопшто за историчарите во она отворена смисла, библиотеката и досега биле дозволени со еден договор мислам на еден од претходните амбасадори, Звонко Јанкуловски и така натаму. Она што е прилично специфично дека сега се достапни, условно да кажам, тајни архиви. Што значат тајни архиви за Ватикан? До кое ниво се симнувате? Предполагам не до кодот на Да Винчи. Па јас бев пред 2 години, 2 недели по истражување во Ватикан, во Ватиканската така наречен тајен архив и во архивот на пропаганда Фиде, кој што датира од подоцна од 16 век. И колку што може реално во тие 2 недели да се истражи, бидејќи тоа е како да истражувате во, нели, иглава пластина. Едноставно, тука се соочувате со првиот предизвик, бидејќи тоа се регистри кои што не се класифицирани. Зборувам за тајниот архив. Туку едноставно почнувате да барате, од некаде почнувате да барате. Мојата тенденција и интенција кога отидов таму беше да најдам нешто за средновековието, бидејќи, нели, она што го имаме ние како единствен податок околу кронисувањето на Самуил за цар, потекнува токму од Ватикан, од преписката на Инокенти III со бугарскиот цар Калојан, односно обидот на Калојан да издействува царско признание од страна на папството тогаш.
Така да, тоа ми беше интенцијата, меѓутоа, како што кажав, таму мислам дека треба систематски да се работи, односно да се престојува можеби година, две, три, за да реално нешто се најде. Она што Каков е предизвикот да напишете книга на англиски јазик за цар Самуил и при тоа да ве рецензираат живите научни имиња византолози во светот? предизвикот беше, мислам, сериозен или како да кажам, си поставив една висок критериум, бидејќи критериумите се поставени од самата издавачка куќа. Станува збор за едно од најстарите издавачки куќи во светот од 17 век, од Лајден, Холандија, која што моментално има канцеларии во Бостон. Книгата се објавува паралелно и во Лајден и во Бостон и се дистрибуира во целиот свет. Така да самиот процес на публикација, на рецензирање, на пишување текст, да се добие овој финален продукт е навистина професионален. Јас не сум имал прилика до таа степен да се соочам со таков професионализам, бидејќи и публикацијата и подлежи на анонимни рецензенти, кои што се водечки имиња во светот. Така да, апсолутно, нели, веродостојноста на она што е приложено во публикацијата има некоја валоризација во светски рамки. Така да, предизвикот беше навистина голем и со самото тоа што излезе, мислам дека ја постигнав својата цел. Периодот на Византија, на големото бугарско царство, на Самуиловото царство и периодот на преродбата се веројатно двете коти околу кои македонските и бугарските историографи долго време нема да се согласат. Но ми се допаѓа тезата на научната дескрипција дека ние не мора да се согласиме, но можеме да создаваме. Па еден ден некој ќе прави некакви компилации или некаква надградба на тоа. Она што мене од македонски агол ме интересира, тоа е што во Македонија после историчарот Антон Антоњак и вашиот татко Панов, византолог сте само вие, или речиси уште два-тројца византолози. Но не ми е тоа тезата. Тезата ми е оваа книга. Из оваа книга предполагам дека знаела и македонската екипа во преговорите меѓу Македонија и македонските и бугарските историчари. Знаела или не знаела? Беа запознати, бидејќи јас, како што спомнав, веќе 5 години работам на публикувањето на составувањето на текстот и на самото публикување. Тоа се мои колеги, поголемиот дел од комисијата ја сочинуваат моите колеги од институтот. Меѓутоа, не знам од кои причини не се консултира лично со мене. Не навлегувам во тоа зошто е тоа така, само мислам дека самата комисија има недостаток со оглед на тоа што нема средновековист во самата комисија. Останете тука зашто ќе прочитам една прилично остра реакција после договорот меѓу македонските и бугарските историографи, да цитирам, заедничко чествување на Климент Охридски и Наум Преславски, како и цар Самуил, како значајни личности во нашата заедничка историја од времето на средновековната бугарска држава. Тука ќе застанеме, зашто после тоа има прилично дискутабилни тези и околу цар Самуил. Сега малку се уште околу тајните архиви. Ако тие се достапни или уште се за истражување, основното прашање на лаик како мене, кој професионално прочитал за да влезе во диалог со вакви компетентни личности како што сте вие. Што е тоа? Заради што папата, Ватикан и византиската држава го држат Балканот и ја држат таа релација на создавање на балканските царства, големите држави
Самоилното царство во една преградка. Или се создавачи, или се растурачи на државите. Па да, реално земено, ако ги гледаме процесите, почнувајќи од официализирањето на христијанството како државна религија во Византија или источно-римското царство. Од тогаш се корените на, можеби да кажеме, самиот судир меѓу истокот и западот, односно Рим и Константинопол. Особено што уште во текот на 4-тиот век, кога се формира таа црковна организација, вклучително и во Македонија, Рим го обезбедува влијанието на поголемиот простор од Балканот. Значи, освен територијата на Тракија, дел од денешна Бугарија, и истокот од Константинопол натаму, каде што аријанството е доминантно, се до Теодосиј I, до неговите реформи кои што го воведува во 380 година Никејската вероисповед како единствено правилна и го санкционира тоа аријанството, ја надминува таа доминација во Константинопол. Тогаш се случуваат тие промени во смисол на тоа кој ќе обезбеди влијание на Балканот. Римското папство успева да го легитимира своето влијание со формирањето на римскиот викаријат во Солун во 412 година и на тој начин го обезбедува влијанието на поширокиот регион на Балканот, тогашен Илирик, така е наречена префектурата Илирик, која што, да речеме, во модерни рамки би се движала Балканот се до Виена. Значи една огромна територија која што представува територија која што е предмет на различни влијанија од истокот и од западот, и интересно е што иако Византија во тоа време преку Теодосиј I обезбедува влијание на поширокиот регион на Илирик, на политичко влијание зборам, Рим го задржува црковното влијание. И тоа трае се до 733 година, кога византискиот император Лав III го донесува одлука да го превземе западниот дел од Илирик, да го припои кон Константинополската патриаршија. И од тогаш имаме класичен судир, нели, во смисол на тоа дека она што Рим го сметал како нивно влијание, нели, нивна юрисдикција, едноставно име со политички акт одземено. Така да, кога се случуваат мисиите на Кирил и Методи, логично е дека и папството е инволвирано во самите процеси. Кирил и Методи, од кој Методи нели е погребан во Елванген, ако не се лажам, Кирил е во Рим. Наум и Климент исто така имаат релација директно до папата. Има една ерес варијанта со богомилското движење, нели, кое потекнува од овие краишта па стига до централна Европа и понатаму, кој исто така на одреден начин е стимулирано индиректно од католицизмот и од папата. Но она што мене односно е индикативно, која е таа релација меѓу овие македонски дејци од средновековието со Рим и со папата? Дали е тоа релација која е барање на одреден патрон, не само по верска, туку и по моклас, или пак е тоа некоја перцепција во која овде се уште не беше дефинирано, да речем, условно христијанството во неговата изворна форма? Значи, за мисиите на Кирил и Методи има доста историографски дебати, меѓутоа она што е сите се во последно време и западната историографија согласни е дека всушност иницијативата за нивните мисии, нели, во Моравија била од самиот кнез Ростислав. Тоа е покажано и во самите словенски житија за Кирил и Методи, Константин и Методи. И едноставно тоа што е интересно, можеби да се каже, е дека ниту еден византиски извор
од тоа време не го спомнува овој мисионерски капацитет, кога се осврнува на владењата на византиските императори кои што владеле во тоа време, вклучително и Михаил III, кој што на покана на моравскиот кнез Ростислав ги испраќа Константин и Методи, бидејќи Ростислав бара учени луѓе кои што ќе можат да воспостават некоја основа за словенска писменост, црква, бидејќи во тоа време тој сакал да се дистанцира едноставно од франкската држава и од папството. Така да, она што е индикативно е што најверојатно тие веќе ја составувале словенската азбука и тоа диалектот од Солун, бидејќи они од Солун потекнувале, и тоа е признато и од сите филолози. И со самото одење во Моравија тие го пренесуваат и словенското писмо. Тука веќе го развиваат, бидејќи тоа нивната мисија изискува и поширока преведувачка активност и слично. И како резултат на тоа, папството се вмешува откако согледува дека едноставно се разнишуваат неговите позиции во тие краишта. Особено што во исто време папството лавира и со Бугарија, бидејќи има и преписка за признавањето на бугарската црква меѓу папството и бугарските владетели во тоа време. Така да имаме едни комплексни односи во кои што едноставно мисијата на Кирил и Методи се вклучува во, да кажеме, во модерниот речник геополитика, со тоа што исходот од тоа е дека папството ја превземе иницијативата, Константин и Методи одат во Рим, таму се официализира словенската богослужба и така. Ближам до својата теза дека папата е некако, односно папството и Ватикан е некако подсвесен ореол на овие овдешни движења. Поштовани гледачи, вечерашен гостин е Митко Панов, византолог, историчар, кој за холандската куќа Брил ја напиша монографијата Ослепена држава за Самуиловото царство, како што ние вообичаено го третираме во нашата историографија. Зошто папата дојде во Македонија? Како беше возможно 14.000 војници да бидат ослепени, дали е тоа легенда или реалност? За такви пикантерии во историографијата која секојаш се обидува да базира на докази и толкување на доказите, ќе разговараме после еден мал ЕПП блок.